Автомобили, станови, кредити, акции, но речиси никаква пријавена заштеда. Вака накратко може да се опише со колкав имот се стекнале специјалните јавни обвинители 4 години откако ја дадоа свечената заклетва, а сега се вратија на старите функции во обвинителствата. А1 изврши увид во промените во анкетните листови на 11 мината обвинители од СЈО во антикорупцијската комисија. Со плати од 2,5 до 3.000 евра и надоместоци кои често ја надминуваа висината на платата, речиси да нема обвинител кој не се подновил со нов автомобил во текот на својот мандат, но никој, освен обвинителката Ленче Ристовска, не пријавил дека тргнал пари на страна. Екс-шефицата на СЈО Катица Јанева во јуни годинава, или еден месец пред да се отвори аферата Рекет, купила Ауди А6 од 2005 година за незиниот син за 6.000 евра. Со нов автомобил годинава се подновил специјалниот јавен обвинител Гаврил Бубавски. Тој на лизинг купил Шкода Карок за над 28.000 евра и продал стан од 44 квадрати. Повеќе промени во анкетниот лист пријавил обвинителот Трајче Пеливанов. Тој откако станал специјален јавен обвинител, купил стан и автомобил. Во 2017 Пеливанов склучил пред договор за купопродажба на стан во изградба од 113.000 евра. Продал друг стан, купил Мазда 6 за 20.000 евра и зел кредит од 70.000 евра. Иако кредитот бил земен на 20 години, тој за една година успел да врати повеќе од половината. Бурим Рустеми по доаѓањето во СЈО купувал претежно акции, а се подновил и со Мерцедес-Бенц од 2005 година за 6.000 евра. Рустеми има акции во Алкоалоид, Мак Петрол и Макстил во вкупна вредност од над 17.000 евра. Обвинителката Лила Стефанова пак парите ги вложила во имот на име на ќерката, но во анкетниот лист не навела за каков имот се работи. Со оглед на тоа што станува збор за сума од речиси 80.000 евра, најверојатно таа купила стан. Обвинителот Љубомир Лапе, откако дошол во СЈО, се подновил со 2 автомобили, за себе и за сопругата. Тој минатата година купил Mazda CX-3 за 18.500 евра и Volkswagen Passat за 13.900 евра. Фатиме Фетај за време на низиниот мандат како специјална јавна обвинителка пријавила само една промена во анкетниот лист во јануари годинава, односно споила 2 кредити и сега треба да отплаќа 78.000 евра во наредните 20 години. Обвинителката Елизабета Јосифовска лани зела кредит од 170.000 евра и на децата им купила станови од по 72 квадратни метри во Скопје. Таа годинава зела уште еден кредит од 10.000 евра. Јосифовска поднела изјава пред нотар дека се откажува од заштита на банкарска тајна за сите сметки кои ги поседува во домашни и во странски банки. Ленче Ристовска пријавила 2 промени во анкетниот лист кај антикорупционерите. Побарала да се избрише кредитот од 10.000 евра и купила нива во Долно Дупени од 1530 квадратни метри. Единствено таа пријавила заштеди. Во 2017 година пријавила дека заштедила 6.000 евра. Потоа сумата пораснала на 18.000 евра, а годинава вкупната заштеда изнесува 32.000 евра. Обвинителот Артан Ајро пријавил бројни промени во анкетниот лист. Тој купил стан од 77 квадратни метри во Струга со дел од дорочените пари, а дел од нив ги префрлил на брат му. Го подновил возниот парк, купил BMW од над 20.000 евра и Opel Corsa од 4.000 евра. Најмалку промени во анкетниот лист навел обвинителот Стефчо Донев. Единствено пријавил дека за време на неговиот мандат, неговата мајка го зголемила собственичкиот дел од имотот во Кочани за над 2.000 евра. За специјалното јавно обвинителство институцијата која даде надеж, но неславно згасна, речиси да не можат да се добијат повеќе податоци во јавноста. Колкави надоместоци земале јавните обвинители надвор од платата останува тајна. Одлуката е класифицирана, доверлива информација, која по разрешувањето на Катица Јанева никој не може да ја ослободи од тајност.